Нова година не е нова година без ДНК. Се започнува од ДНК-то, како еден живот, така и кариера. Веќе ете, во нашето отворено студио, полупремрзнат, недосмрзнат Андреј од ДНК. Здраво, Андреј. Здраво, здраво. Не ви е ладно мене. Јас сум бил во војска, тие што не биле во војска треба ги пратиш како е. Така ли? Да. Добре ни... Марко, како е? Ладно е? Ти не си бил во Полека војска. се навикнав, со Јована на почетокот беше може би ладно, меѓутоа сега се Сега ти е затопливме. сеедно. Да, не очекувам и ја да видиш по неговиот разговор Да. тука, така да до тогаш има да се загреме. Може и ќе се разоблечеш. Најпрвен како си и огромни честитки за нешто што се случи пред скоро една недела. Да. Денеска 31 декември, еве го денот кога и ја испраќам оваа година. Како си најпрвен? Па да ви кажам одлично, ние значи дефинитивно официјално оваа година станавме полнолетни како ДНК, зборам професионално Јас знаеш како знам да речам, аба вие пораснавте во година, ма никако у висина да пораснете со другарите Тоа Панчо. никако, меѓутоа ете мислам дека барем во музиката малку по малку се развиваме и растеме. А чим сме толку време значи на сцена, веројатно правиме нешто што народот го сака. И ете, ова е како и секогаш потурнување една од подобрите идеи на Панчо, он не е жив ако не е потпурне. Фаќа кликерот, нешто само размислува да, тоа дете. само нешто размислува, така он е да речем моториката на ДНК повеќе и викат да и онака не можем, нели ние сме да кажем на некој начин со коронава најзагрозена група на луѓе кои што работат, нели јавна работа. И ете решивме да направиме виртуелен концерт чисто да обележиме 18 годишнината и супер искочи. Како е да си полнолетен во кариерата? Какво е чувството? Па да ти кажам, ние веројатно и кога бевме полнолетни, иако се имаме скоро по 40 години, некако дали начинот на работа, она што работиме не тера да се осеќаме млади. Знаеш, некако не ги чувствуваме годините, не ги почувствувавме ни овие 18 години во музика, некако летна затоа што имаше за среќа имаше доста настапи, доста концерти, издадовме 5 албуми, значи тоа е една голема дискографија имам бендови кои што почнат и одма се распаѓаат. Последно на концерти бев кога бевте на Саем, да. Беше преубав концерт. Да, фала ти. Имавме, значи тоа е една од поголемите наши успеси, да кажам, направивме 2 големи концерта на Саем по 7000 луѓе и еден акустичен во универзална сала. Значи чим ми вика еден другар, чим сте го напуниле Саем и без пари да сте ги оставиле вратите отворени ако дошле народ, значи нешто им се допаѓа и за тоа и работиме. Тоа е стимулот и нашата мотивација што не тера да продолжиме. Така е. Маж и жена пак ќе се скараат. Како е 18 години да си со ист партнер во кариерата? Исто. Сте се скарале со Панчо? Исто, да. Имало моменти често да се испокараме за некои одредени теми, дали претежно е за музиката. Можам да кажам дека караниците се поголем дел од караниците процентуално се продуктивни. Кој се повлекува? Кој попушта? Па кој попушта? Кој е попаметен? Попуштам и 20, ја може и повеќе затоа што сум повлечен. Он е тој кој што ги брка поголем дел од работите, спонзори, не знам, организацијски моменти. Ние немаме менаџер и што е добро, он си е менаџер, бидејќи добра знае работата и како промотер, што носел доста артисти од светот од сферата на хип-хопот, на R&B-то, а баш кај како диџеј ги знае сите газди низ цела земја по дискотеки. Кога организираме големи евенти у Скопје, исто он да речеме тој што ги брка спонзорите. Јас сум поишao со него за у студио, со Лазар Цветковски, нашиот трет член. Што ќе ми кажа тоа? Пеам. Ето, фала Богу, песните стануваат хитови. Уште неколку часа до неделата новата година, Панчо не успеа да дојде, бидејќи е зафатен во ова многу мисли Панчо. Да. Кажи ми што не се оствари оваа година, очекуваш наредната 21-а, токму од оваа корона за жал која не се случи. Па искрено ова е тоа што Што сакаше да ти се
концертот. Да го концертот, да, дали во Борис Трајковски, самем бидејќи веќе го нема. Концертот ни беше една од најголемите желби. Друго, што и друго да кажам дека сум сакал да ми се отствари, не ми се остварило се еден куп работи као и на еден куп други луѓе со коронава, затоа што поголем дел од луѓето за жал се затворени дома. Не дај Боже изгубија многу блиски. Така да би сакал, се што би сакал 2020 година што помина е да не уопште се десеше. Така да... Ти имаш киркичка? Да. Колку години е Јана чинам, така? Јана наполни 5 години на 29 ноември, Дан Републике. Така? На Денот на Републиката. Кратко беше и како на Јана и минјаше пилени. Како именував, да. Да ги демонстрирам. Ајде да ни демонстрираш. Тоа е, мислам, за мене, како да ти кажам, Да видиме. Мачија качлица. Машија качлица, да. Кажи ми, како Машко, Добро. колку најбрзо, дали некогаш прв пат бидејќи ти се случи, нели, да имаш Киркичка? дете? Киркичка. Да. За колку време најбрзо си облекал? Не сум брзалут, а? Не? Не, да и тоа што... Другата пилена беше ли тешко да ја смениш? Ајде да видиме само кон камерите. Па ова е буквално маестрално. Профи. По профи. За разлика, значи, од други брачни парови, мојата професија има повеќе слободно време и можам да кажам дека првите 3 годинки јас ја израснав ќерка ми, поради тоа што сопругата беше нели зафатена на работа и сакал некел, вака се учат педери, да. Од маката се учи. Супер, браво. Андреј, ти благодарам за одвоеното време, за тоа што дојде овдека на овие минусни температури, веќе срцето на Скопје, односно центарот полека се подготвува, да, ти одиш дома, те чекува кирката Јана, верувам дека во домашна атмосфера, да. Поради корона. Фала ви многу, имајте убава наредна година, дај Боже повор за заврши ова со коронава, па да правиме нормални емисии во студио. Во студио, така. Фала ти многу. Чао, чао. Поздрав и среќна нова 2021. Фала, поздрав.